Добар ден, почитувани, предстојат минутите резервирани за најновата Телма амбуланта. Крвните садови што ја носат крвта во мозокот понекогаш може да се запушат или пак да се стеснат. Тоа е една од водечките причини за мозочен удар. За каротидната артериска болест, симптомите, ризик факторите, начинот на дијагностика и лекување, денеска зборуваме со доктор Антонио Антовски, специјалист интерни, субспецијалист кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добар ден, добре дојдовте од Телма амбуланта. Добар ден, добро ја најдов. Ви благодарам што сте тука, бидејќи веднаш од дежурство влеговте во студиото на Телма. Можете ли да ни кажете кои се тие крвни садови што носат крвта во мозокот, како се викаат, дали се можеби крвните садови кои што се од двете страни на вратот, па кога ќе ги допреме, можеме да си го почувствуваме пулсот? Така е, тоа се каротидните артерии, артериите кои што носат крв во главата. Снабдуваат со крв мозокот, мускулатурата, лицева. Во еволуцијата се развиле две артерии за да има резервна можност, ако едната е, да речеме, со намалена функција, да сепак задоволува другата артерија, бидејќи во главата, во черепот, тие артерии создаваат комуникација преку гранки и на тој начин овозможуваат во одреден период и кога има промени на една од артериите, сепак да не се манифестира, да нема симптоми. Во основа е артериосклерозата, значи болеста на крвните садови. Крвните садови под влијание на различни фактори, како што се притисокот, како што се мастите, пушењето, ќе се повторам пак, пушењето, да биде по-јасно на нашите гледачи, трпат одредени промени. Доаѓа до оштетување на внатрешната обвивка. Тоа се мали микропромени на кои создаваат услови сега да се таложат масти, да се таложи калциум, фиброзно ткиво и на тој начин под внатрешниот слој на артеријата се создава еден плак, односно наталожени масти калциум, кои што доведуваат до стеснување на артеријата. Како тоа напредува, тоа стеснување може да доведе до нарушена функција на артеријата, а функцијата е да обезбеди крвоснабдување соодветно на мозокот, на мускулатурата и сите органи. Што тоа значи? Намалена циркулацијата, дотокот на крв во мозокот се намалува? Дотокот во крв се намалува и во зависност дали тоа се случува нагло или постепено, каротидната артериска болест може да има долг период без симптоми, да нема никаква манифестација. За полесно да не разберат гледачите, имаме три можни сценарија. Едната можност е постепено да се стеснува артеријата и на тој начин со време да се влошува протокот на крвта. Кога во толкава мера ќе се влоши, мозокот ќе нема да биде доволно крвоснабден и ќе се јават симптоми, манифестација на болест. Другиот начин е кога дел од плакот може да се отчепи и да биде понесен со крвта во помалите крвни садови во мозокот, да ги запуши, па да имаме повторно манифестно мозочен удар, например. И третото можно сценарио е да тие наталожени масти, плакот, под влијание повторно на истите тие штетни фактори, како што е притисокот, како што е пушењето, да напрсне, да се јави пукнатина. На тоа место организмот ги налепува крвните клетки, тромбоцитите. Реагира како на повреда. Како, например, ако ја сечеме кожата, нормално е крвта да засири, да се создаде тромбче. Сега, за жал, овој на некој начин заштитен механизам внатре во крвниот сад е контрапродуктивен. Тој е контрапродуктивен, штетен, затоа што може нагло да ја запуши артеријата. Значи, ако имаме некое стеснување од 20 на 30%, што не е воопшто значено, не го компрометира крвотокот, одеднаш прскање на плакот со создавање на тромб ќе ја запуши 100% артеријата. И во тој случај мозокот не се снабдува со крв, страда, а мозокот е најосетливиот орган во човечкото тело. Не може да издржи повеќе од минута, 2 минути, после тоа веќе мозочното ткиво почнува да страда, да одумира. Имаме
пак ќе речам две можности. Ако тој нарушен проток на крвта трае кратко време, тие симптоми може да бидат минливи, краткотрајни, да се повлечат без да останат последици. Па збориме дека тоа е една транзиторна слабост во доторот на крв на мозокот. Транзиторна исхемична атака во литературата, така ќе ја сретнат нашите гледачи. Меѓутоа, ако тоа трае подолго време, тогаш се јавуваат веќе дефинитивни оштетувања на мозочно ткиво со трајни последици. Така, бидејќи нервните клетки не се обновуваат, немаат способност да се регенерираат, за жал нема тука ни резерва. Значи, одредени делови на мозокот вршат одредени функции, не може друг дел на мозокот да ги преземе тие функции. Доколку некој имал таков транзиторен исхемичен напад, кој што го споменавте, значи се јавиле симптоми на мозочен удар кој што се повлекле по час, два или пак можеби неколку часа, постои ли зголемен ризик да се повтори истото сценарио или да дојде до мозочен удар? Народот има една убава изрека, вели дека за среќа не удрил мајсторот, него удрил чиракот. Па таа повреда била помала и поминала без последици. Меѓутоа, што значи тоа? Тоа е аларм, знак дека треба нешто итно да се преземе. Значи, пациентот треба да појде на доктор, затоа што тоа е предупредување. Следниот пат може да има целосно развиен мозочен удар со трајни последици, со инвалидност. Мозочниот удар заедно со срцевиот инфаркт се најчестата причина за инвалидност во светот. И тоа збориме за работоспособното население. Кои се тие симптоми, знаци, да помогнеме да препознаат нашите гледачи? Како што реков, може долг период да бидат без никакви симптоми и одеднаш да се манифестира со трнење, оттрпнатост или губиток на осет. На лицето? На лицето може да биде на раката, ногата. Обично е едната страна на телото засегната, затоа што едната артерија страда, така. Тој дел од мозокот што го крвоснабдува не добива дотор. И затоа обично едната страна манифестира проблем, другата нема проблем. Може да се манифестира со нарушен говор, проблеми со зборувањето или неразбирлив говор. Често пати имаме пациентот се обидува да зборува, не можеме да разбереме што сака да каже. Може да има нагло губиток на видот. Значи, слабост на видот на едното око може да се манифестира некогаш со вртоглавица, со нестабилност во одењето, значи губиток на рамнотежа. Може манифестацијата да биде и нагла појава на силна главоболка, што не можеме да ја објасниме на друг начин. Било кој од овие симптоми е знак дека пациентот треба да побара лекарска помош. Докторе, доколку е стесната една од каротидните артерии, може ли да се случи да луѓето да имаат вртоглавица или пак да чувствуваат тинитус, зуење во ушите? Има ли некои такви симптоми предупредувачки пред да се почувствува нешто полошо? Обично тоа е минливо при промена на положбата. Затоа што бидејќи постои стеснување на артеријата, можноста да се протокот зголеми при промена на положбата е инсуфициентен, недоволен. Значи, здравата артерија би дозволила при нагла промена на положбата, знае притисокот да се намали. Додека се активираат тие рефлексни механизми, тоа е особено карактеристика на повозрасните луѓе, затоа што крвните садови се покрути, променети и имаат изгубена еластичност. И сега, например, при нагла промена на положба нема соодветен дотор на крвта, бидејќи артеријата е стегната, стеснета, може да се јави вртоглавица, нерамнотежа. Зуењето не е типичен симптом на мозочно страдање, повеќе е инсуфициентност во нервот што е слушниот нерв.
може да има разни манифестации, значи секогаш кога пациентот е во дилема треба да се обрати за совет кај својот доктор, затоа што докторот е тој кој што треба сега да преземе соодветни опсежни истражувања, пред се да се интересира за ризик факторите кај пациентот, за да дојде до диагноза и да препорача превентивни мерки за да не дојде до развој на мозочен удар. Чи целта е да ја откриеме болеста навремено, за да се спречи мозочниот удар. Додека немаме мозочен удар. Да ги поканиме гледачите и денеска да се вклучат во Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677 доктор Антонио Антовски, специјалист, интерни субспецијалист, кардиолог во Градската општа болница 8 септември е нашиот денешен гостин. Докторе, веќе споменавте дел од ризик факторите. Еве пред малку ја спомнавте возраста на луѓето, дали со старењето се зголемува шансата да се јави атеросклероза, односно наслаги на крвните садови? Покрај тоа што самите по себе се крути, па сега и доколку се наталожи нешто на нив, дали е тоа дополнителен проблем? Возраста е фактор, затоа што повеќето години значат подолго време на изложеност на одредени штетни влијанија. Затоа притисокот, зголемениот притисок кај возрастната популација е позастапен. Заради тие промени на крвните садови, губиток на еластичноста и појава на крутост на крвните садови. Начинот на живот, значи мора тоа стално да го потенцираме. Ситечки начинот на живот, без доволно физичка активност е ризик фактор за развојот на артериосклерозата, на каротидната, на коронарната или на било кој други артерии. Значи сите крвни садови може да бидат зафатени? Сите крвни садови може да бидат зафатени. Специфичноста е кај каротидните артерии дека тие се поблиску до срцето. Срцето ја испумпува крвта под поголем притисок и тие се директно изложени на поголем удар волуменски од крвотокот, што создава одредено вртложно движење на крвта, турбуленција, која што делува па сега како механички фактор на крвните садови. Затоа и ние кога правиме, да речам, контрола на крвните садови, најлесно и надостапно ние да ги провериме каротидните крвни садови. Ако тука констатираме дека има промени, може да очекуваме промени и на други крвни садови, и на срцето, и на екстремитетите на рацете, и на нозете. Че збориме за генерализирана артериосклероза. Од факторите, еве да спомнеме и други. Дебелината дали е фактор? Дебелината е фактор затоа што дебелината создава па ризик од развој на шеќерната болест, дијабетот, зголемените вредности на мастите во крвта, хиперлипидемијата, концентрацијата на штетниот холестерол во крвта доведува до зголемена можност од таложење на мастите. Од друга страна пак холестеролот со ниска густина, велиме дека е корисен затоа што делува заштитно на крвните садови. Карактеристика кај жените, посебно во репродуктивниот период, што ги прави, да речам, позаштитени во тој период под влијание на хормоните. Но што е откако ќе излезат од репродуктивната фаза, кога ќе влезат во климактериум? Па со промена на тие хормонски влијанија и ризикот од развојот на артериосклерозата сега се изедначува. И кај мажите и кај жените во тој период е тоа е една заштита хормонска кај жените што постои. Имаме гледач, да му дадеме можност да се вклучи во Телма амбуланта со прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јаваме на прашање до докторот. Види вака, имам направено доблер на долниве екстремитети на 10.7.21 година во Гостивар и пронајдено е нешто, може да ја прочита обострано, во артериите на долните екстремитети се пратат абдоменталнозни кативицитни промени. Десна АСТ, АССИ, како и полиментарна артерија се проводни се следат мултисегментални стенозиди промени. Помалку од 30%. Десна АТА и СТ. Може да слушнете ли погласно? Малку потешко, ама го разбирам. Малку погласно ќе замолам од режија. Во студио.
десна АТА и ПТА се проводни со мултисегментални стеноидни промени над 80%. Лева АФЦ, АФС и АФП, како и поплитеална артерија се проводни, се следат мултисегментални стеноциди промени. Докторе, можете ли тоа да процените? Добро, господинот врз основа на ова веќе докторот би можел да даде свое мислење. Јас имам едно прашање само, господине. Што можеме да направиме нешто? Јас едно прашање имам до вас. Дали вие чувствувате проблеми? Дали кога одите имате болки во нозете? Имам, докторе, имам само во одење, не може долниот дел стапалата ми се многу, осеќам како да ми се вручи како на жар да гази. Стапалата, колената се добри. Нагоре од колената исто е добро. Дали ве болат мускулите? Не баш така, ама долу осеќам, не може назад од стапалата, не може. Добро. Дали сте диабетичар, можеби? Не. Добро. Не пушам, не пијам. Так. Уште некој подпрашање или тоа е тоа? Добро, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Малку потешко и да кога гледачите сакаат да прочитаат што им е диагностицирано, но еве врз основа на ова што прочита извештај во кој што се кажува дека има напредната болест на артериите на нозет. Потенцирана е на артериите под колената, каде што има повеќе стеснување од кои некои по 80%. Така прочитавте, господине. Значи, што значи тоа? Значи дека доколку немате болки во движењето, се уште крвотокот ги задоволува потребите и нема потреба од некоја интервенција во смисол да се тие артерии отпушуваат. Треба со медикаменти, со лекови да се тоа контролира, да не напредува процесот. Потребно е да се движите, бидејќи на тој начин ја подобрувате циркулацијата. За повеќе ќе мора да се обратите кај нас, да дојдете на преглед, да ги видиме тие резултати и можеби да ги повториме, колку што разбрав се постари. Докторе, да се вратиме на темата на која што говоревме, на каков начин се диагностицира проблемот со овие вратни артерии? Дали понекогаш е доволно докторот со стетоскоп да ги преслуша? Се слуша ли некаква промена доколку се јавил проблем? Наједноставно, најдостапно, значи би требало да се практикува, може секој тоа матичен доктор да го направи. Со слушалка може да се слушне шум кога има стеснување на артеријата заради тоа турбулентно вртложно движење на крвта. Не е секогаш случај. Не може, ако е степенот на стеснување премногу голем, тогаш се губи таа вртложност и не може да се слушне. Ако е мал степенот на стеснување, повторно не може да се слушне, меѓутоа знае ориентационо да даде информација. Матичниот доктор воз основа на клиниката, симптомите на кои што се жали пациентот, ризик факторите, една добра анкета многу помага во поставување на диагнозата, ќе побара соодветни доиследувања. Може тоа да се направи преку Доплер, ехо Доплер на крвните садови, каде што убаво го гледаме протокот на крвта, какви се промените на ѕидот на крвните садови, дали има наталожување, во колкав степен е стесната артеријата, дори може да видиме и каква е градбата, структурата на плакот, дали е калцифициран, дали е фиброзиран, дали е богат со масти. Таму кај што Доплерот, ехото не ни дава доволно информации, кај што имаме потреба од плюс информации, постои можност да се направи компјутерска ангиографија. Еходоплерот каде дава информација? Само во вратниот дел? Може да се види што се случува во черепот? Во черепот Доплерот нема можност да продре доволно ефикасно, затоа што коската не ги пропушта овакво зраците. Може да се види дел од тие артерии, меѓутоа е инсуфициентно за да се видат крвните садови во мозокот. Затоа е ефикасна метода КТ ангиографијата. Со давање на контрастно средство во артеријата, обично од раката се дава,
се снима движењето на контрастното средство во каротидните артерии и горе во мозочната циркулација. И тогаш може точно да видиме каде се промените, каква е структурата, типот на плакот и полесно да дојдеме и до одлука за третманот понатамошен на тој плак. Имаме гледач на линија, пред да преминеме на третманот, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до гостино, до докторот. Во 2019 имав дисективна аневризма од десната страна на мозокот. Поради короната во 2020 не можев да извршам магнетна резонанса за контрола. Оваа година извршив и е констатирано дека е повлечена аневризмата. Во меѓувреме, пред да биде ситуацијата со короната, правев компјутерска ангиографија, правев со контраст инвазивна, значи преку артерија влегува во артериите, испита се беше окей. И сега ситуацијата е нормализирана. Од страна на докторот ми е кажано дека може да се вратам во нормала. Меѓутоа, поради тоа што јас сум и крводарител, тогаш ми беше забрането да дарувам крв. Поради тоа, дали поради лекарствата. Сега го прашав докторот, тој рече да прашам или некој интерниста, или некој од трансфузиологија, а кај мене при последните контроли на крвната слика се појавува на горна граница хемоглобинот и Хематокрит. Хематокрит, да. Така да нешто во врска со тоа дали може да дарувам од лекарства, пијам секојдневно Андол 100 и витамини олиговит 20. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве сега ќе добиете одговор на вашето прашање. Јас колку што го разбрав господинот, он имал проширување. Аневризма. Да. Аневризма, тоа е проширување на дел од артеријата. Значи, покрај стеснувањето, како проблем може да се јави проширување? Да, проширување е во прашање, може да биде слабост на зидот на артеријата со истенчување. Не знам, господине, значи како само по себе исчезнала анеуризмата. Тоа треба да поразговарате со докторите кои што ја диагностицирале. Меѓутоа, не гледам причина зашто не би можеле да дарувате крв. Лековите што ги пиете апсолутно не се контраиндикација, а вредностите на хемоглобинот и хематокритот на горна граница не зборат за некакво нарушување, значи сепак се во рамките на нормалните вредности. Не гледам што е проблемот зашто не можете да дарувате крв. А се случува аневризма само од себе да се повлече? По дефиниција, аневризмата подразбира проширување кое што се должи на промена во градбата на зидот на артеријата. Значи, зидот на артеријата е променет. Обично тие промени се дефинитивни, транзиторни промени, структурни. Затоа велам, сега не знам господинот дали е точно информиран, дали станува збор за анеуризма или некој тип на псевдоанеуризми кои што наликуваат на анеуризма. Меѓутоа, докторите кои што тоа го испитувале имаат повеќе информации, може да му објаснат. Ајде да вклучим уште еден гледач, докторе. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да го прашам доктора. Јас сум пост-ковид пациент. Така. Ковидот го прележав од 12 април до 12 мај. И тоа лекувањето што беше за ковид, знаете, имаше антибиотици, тоа уште не се знае со што се лекува, но симптомите ми беа само во главата, горниот дел. Значи доле на белите дробови немам ништо, замор немам, пешачам 5 км ги одам од шала, например, не ми е тешко, можам да протрчнувам. 66 години сум, возраст.
али горниот дел нон-стоп ме стега главата и ме тераше исто и тогаш тие 30 дена при лекувањето повеќе да лежам. Али не е тоа типична главоболка, да речам, па да пиеме кафетина на оган. Не е главоболка, него некоја стегање, мачнина, нешто како лошо ти е, што викаме ние народски, лошо ми е. И сега, не знам, еве, значи од тогаш така се чувствувате? Втора до, да, уште така, само сега е полесно. Значи не ја приметувам кога работам нешто, кога се заморам, фактички ми се заморува главата. Замор го чувствувам во главата, а не на белите дробови. Така. И сега уште примив двете вакцини на Синовак, значи после 45 дена од прележувањето на 20 јули, мислам, првата, втората на 24 август, по 30 дена. И двете Синовак вакцини дали нешто и од нив, и уште симптомите, и сега као последица ми е замор на главата чувствувам. Така, а не на белите тоа би дробови. можело тоа да ви интересира и какви испитувања предпоставам да се направат. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Главоболката е многу општ симптом. Пациентот и самиот не може да дефинира што чувствува. Кажува како замор да има во главата. Пост-ковид синдромот може да се манифестира со голем број на симптоми, меѓу кои вакви општи симптоми. Можат овие симптоми, господине, во пост-ковид синдромот да траат и повеќе месеци, се опишува и до година дена. Не зборам за вашиот случај за главоболката, него и други симптоми, како замор, како срцебиење, мачнина, гадење, дури проблеми со дигестијата, со перисталтиката на цревата, со дишењето. Бројни се симптомите у пост-ковид синдромот кои што може да траат долго време. Не можам да знам какви симптоми, мислам какви проблеми имате. Секако мора да се обратите на доктор, да ги тие ваши симптоми он перцепира и да размисли во кој правец, дали има некое објаснување на што се должат или е само дел од пост-ковид синдромот кој што со време ќе се изгубат. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со третманот на стеснетите и запушени вратни крвни садови. Останете на Телма. За каротидната артериска болест денеска зборуваме со доктор Антонио Антовски, специјалист, интернист, субспецијалист кардиолог во Градската општа болница 8 септември. Доктор, имаме гледач на линија, да му дадеме предност, бидејќи почека за време на рекламите. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Добар ден. Сакам едно прашање до докторот. Секако, да го слушнеме. Неодамна му најдоа на мажот ми калцифицирани плаки долж коронарните артерии. Така, ви интересира за што се работи, предпоставувам? Меѓутоа, сега по известно време ќе оди и за стент, па ме интересира што е то калцифицирани плаки, бидејќи спомнавте 3 вида калцифицирани, замастени и не слушнав како. Ме интересира за калцифицирани, дали тоа се лечи. Добро. И како се лечи? Добро, ви благодарам за прашањето. Докторе, може ли да се пијат некои лекови за калцификатите да се растворат? Може ли да се излекува оваа состојба? На почетокот објаснив дека плакот е наталожување на мастите под внатрешната обвивка на артеријата. Значи, тоа е во зидот на артеријата. На местото кај што има масноти може да се таложи и калциум, фиброзно ткиво и други, да речам, одумрени клетки. Структурата на плакот е таа која што може да влие врз процедурата во однос на стентирањето, поставувањето на стент. Господјо, значи, докторите што ја планираат интервенцијата требало, и верувам дека ќе му објаснат на вашиот сопруг каков е плакот, каква планираат интервенција да направат. Самото тоа дека е калцифициран плакот само значи дека можеби ќе има одредена модификација во постапката на поставувањето на стентот.
тоа треба да му се објасни на господинот уште пред да се пристапи кон интервенција. Рековте дека е закажана таа интервенција или се планира, не знам. Значи може да дојдете, ние во нашиот кардиоваскуларен центар тоа го работиме веќе 8 години. Во секој случај, значи, не треба господинот да појде на некоја интервенција ако не му е јасно, не му е објаснето што е планирано да се прави со него. Значи, тоа не е проблем за да се направи стентирањето како што треба. Уште еден гледач очекува да се вклучи во емисија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Па вака имам едно прашање до докторот. Вака нагласена ми е лумбална идроза и декстроконвексна сколиоза. Ротација на прашленските тела 1, 2, 3 и 4, умерена од сколиозата на... Ова е сосема надвор од... Така, господјо, нашиот доктор денеска е специјалист по кардиологија. Ова доктор, ако не се лажеме, поврзано со... Ова е прашање за некој од ортопедите. Од ортопедите. Ке имаме наскоро гостин ортопед во емисија, така што ќе можете да се вклучите во една од следните емисии да добиете конкретно некаков совет или препорака со вашиот проблем. Ви благодарам во секој случај што не следите и што се вклучивте во Телма амбуланта. Докторе, да проговориме за стентирањето, кога ќе се јави стеснување или пак целосно запушување на вратните артерии. Во кој случај се одлучувате да стентирате, а кога се предлага да се исчистат тие наслаги од крвните садови? Кога ќе процениме дека е моментот дојден дека треба да се интервенира. Или кај пациент кој што веќе имал доживеано мозочен удар, или кај пациент кој што е со голем ризик да развие мозочен удар, има потреба, значи, да интервенираме. Не е доволно само лекови за да се контролира состојбата. Двете можности се, како што зборевме пред малку, да се постави стент во една од артериите. Што значи тоа? Се боцка, обично преку раката или ногата артерија и на местото кај што е стеснета каротидната артерија се отвара балон. Балонот го набива плакот во зидот и ја отвара артеријата. За да може да остане отворена артеријата, поставуваме стент. Тоа е како федерче на пенкалото, мрежа, плетка една која што возможува да артеријата остане отворена, да не се затвори. И на тој начин имаме сега воспоставување на нормален проток. За да сватат гледачите дека тоа е многу безбедна метода, ние кога го отвараме стентот, пред да го отвориме стентот, повисоко во артеријата поставуваме направа како чадорче. За да се спречи... мрежа, која што во моментите на манипулација со плакот, ако дојде до отчепување на дел од плакот, да не отиде во малите крвни садови и да доведе до запушување, тоа чадорче ги задржува и тоа го извлекуваме надвор, заедно со тие можни откачени фрагменти. Сега, хирургијата подразбира друг пристап. Се отвара артеријата преку пристап од предната страна на вратот, се чисти, се вади плакот, механички се отстранува и после тоа се шија артеријата или се поставува ендоваскуларна протеза. Исто безбеден начин на лекување. Сега проценката е на интервентниот кардиолог и на васкуларниот хирург, дали тој плак според структурата, морфологијата, према возраста на пациентот, према ризикот од компликации, постоење на други болести, дали е подобар избор стент да се постави или да се хирушки отстрани плакот. Докторе, има ли можност да се превенира оваа болест? Да не се случи? Превенцијата е да почнеме од здравите навики во животот. По тоа што цело време го кажувам пушењето, веќе заклучивте, јас сум непушач. Меѓутоа, реалноста е таа, дека пушењето штетно делува на крвните садови. Дури една цигара, две на ден? Никотинот, катраните и тие други материи што ги има во тутунот,
за жал делуваат ја воспалуваат на трешната обвивка на артериите. И се збориме за една генерализирана реакција во организмот, не збориме за одредено место. Така. Таму кај што постои веќе некоја микротравма, оштетување поради притисокот или заради некои други влијанија, никотинот делува како да кажам сега, како топол воздух или топла вода на рана. Значи таму кај што постои оштетување, ние делуваме со нешто што е штетно. Значи ни една цигара. Значи за жал никотинот е штетен за сите. Нема човек кај што е корисен никотинот. Претпоставам движење? Движење, физичката активност помага за регулирање на шекерот, на мастите, метаболизмот, го регулира крвниот притисок, на многу начини влијае позитивно на кардиоваскуларниот систем. Гојазноста, значи редукција на вишокот на килограми, повторно од истите причини, значи помал ризик од развој на артериосклерозата. Контрола на крвниот притисок. Високиот притисок делува механички, ги оштетува крвните садови, ги прерастегнува и на тој начин ја губат еластичноста. Високите масти. Одредени делови од мастите, триглицериди, ЛДЛ-от и холестеролот со висока густина, имаат поголема склонност да се таложат во крвните садови. Значи контрола на мастите во крвта. Шекерот. Високиот шекер доведува до нарушување на метаболизмот на мастите. Значи, тие се поврзани меѓу себе. Тие се еден со друг поврзани, така да контролата на шекерот значи контрола и на мастите и контрола на артериосклерозата. Еве се задржувам значи на тие наши навики во животот, кои што може секој од нас да ги практикува, за да може да не дојде до развој на артериосклерозата или можеби да се пролонгира периодот на развојот на артериосклерозата до Така, ова се фактори на кои што ние можеме да влијаеме за да си го зачуваме здравјето. Генетиката е една работа, но сепак со сето ова придонесуваме понекогаш и да откочиме некој генетски процес кој што може да ни направи проблем. Така е. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување. Еве, со превенцијата ја завршуваме денешната Телма амбуланта и се надевам дека ќе имате што помалку пациенти со ваков проблем. Јас секогаш велам да има да може да помогнеме сега. Пациенти ќе има, не може да нема, затоа што такви ни се навиките во животот, и исхраната и сето тоа. Почитување, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Еве, се надеваме дека ве мотивираме да промените дел од вашите животни навики, за да го зачувате и подобрите вашето здравје. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на телевизија Телма во 12:45, кога заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. Пријатно!